денешното издание на Наше време ни гостува Александър Василевски, млад музичар. Добар ден, Александър. Ти благодарам на поканата. Благодарам што прифати поканата. Најпрво да започнеме со тоа кога кај тебе се јави љубовта кон музиката. Јас уште како мал, уште од многу рана возраст, можеби бев трето одделение, имав љубов кон музиката, слушав музика и памтам уште првиот час кога почнав да свирам, односно на клавиатура на синтесайзер. Зборувавме со наставникот за дали да почнам сега, дали да почнам по една година, затоа што се уште бев мал, немав доволно големи раце за да свирам на синтесайзер, но од голема љубов кон музиката сакав веднаш да започнам, па од секогаш да речам сум ја имал љубовта кон музиката и сум ја сакал. Колку долго свириш клавир, колку долго свириш на тапани? Клавир веќе свирам можеби 8-9 години, а тапаните сум релативно нов на тапани и свирам веќе година и пол на тапани, а на клавир е многу повеќе. Иако свирам на клавир многу повеќе, се чувствувам дека на тапани многу во оваа година и пол дека многу повеќе постигнав и повеќе научив и многу повеќе во било каква ситуација можам да се снајдам на тапани за разлика од синтесайзер или клавир, иако го свирам пократко инструментот. Дали само на овие два инструменти свириш? Само, мислам, тапаните ми се главен инструмент, да речам, иако се, да кажам, нов сум на тапани. Знам да свирам делумно нешто и на хармоника, знам да свирам пиано, синтесайзер и тапаните. Што те привлече да свириш на тапани, бидејќи кажа дека си релативно нов, значи не почна со тапани? Од секогаш имав љубов за ритам, од секогаш на било која музика која да ја слушнев, често знаев да поиграм на музиката, од секогаш имав љубов за ритам, имав љубов за тапаните и тоа ме поттикна да почнам да свирам на тапани, исто гледајќи ги бендовите настапувајќи како настапуваат во живо, ми се вроди љубов секогаш гледајќи ги тапанарите како најкул личности на сцената и сакав да бидам и јас тапанар. Од секогаш сум ја имал љубовта и кон тапаните. Со оглед на тоа што свириш на повеќе инструменти, кој е твој омилен жанр? Омилен жанр ми е сега, последнава година ми е рок музиката и поп-рок музиката и поп. Главно тие три жанрови. Порано, додека свирев на синтесайзер и на клавир, знаев да свирам и други жанрови, но ова е сосем еден друг свет за мене, откако почнав да свирам на тапани, многу подлабоко навлегов во музиката и многу повеќе ги разбирам сега работите. Барем јас така се чувствувам за разлика од кога сум свирал на синтесайзер или односно на пијано. Дали сметаш дека во Македонија има рок сцена и може да се живее од музиката? Па со оглед на денешнава ситуација и како што идат новите генерации, како што младите ја слушаат ова денешна музика, односно најчесто турбо фолк, е тешко да има рок сцена во Македонија или многу ретко. Тоа го слушаат постарите генерации, да речам 40-50 години луѓе и тешко да има рок сцена во Македонија затоа што, да речам, моменталната ситуација на слушање песни кај младите е, да речам, критична. Гледано од музички аспект е таквиот жанр на музика, турбо фолкот е, мислам, без никаква навреда кон останатите, но гледајќи од музички аспект е според мене нула и мислам дека изгубена е вредноста на што значи вистинска музика. Дали сакаш да основаш бенд во иднина, бидејќи... Да, имам план да основам бенд во иднина. Пред отприлика неколку месеци, мислам, во тек сме работам на тој проект, во тек сме на реализација на тој проект да формирам бенд со мој добар пријател од основно училиште, неколку пати имаме заедно свирено, тој е гитарист. Имаме зборувано и на таа тема да формираме бенд, да најдеме уште потребен ни е басист, потребен ни е еден пејач и работиме на тоа да формираме бенд. Во секој случај би сакал да планирам да основам бенд. Како што веќе кажа, сметаш дека тапанарите се најкул во бендовите. Да. Кој е твој омилен тапанар? Омилен тапанар ми е од познатата рок група Тото, се вика Джеф Поркаро. Има и други повеќе тапанари што ги сакам и што се огледувам на нив, што ги гледам како учители,
учам од нив, тоа се, како што кажав, прво најомилен тапанари, според мене најдобар Джеф Поркаро, Сајмон Филипс, Чет Смит, Тод Сукермен и други останати. Каква беше реакцијата на твоето семејство кога изјави љубов кон музиката? Реакцијата на моето семејство првично и мајка ми сакаше да почнам во некој дел да се занимавам со музика. Нејзина беше идејата да започнам на синтесайзер на пијано, не дека јас не сакав и јас, меѓутоа во секој случај беа сите реакции на фамилијата и на другарите беа позитивни. Немав никакви критики затоа што сепак музиката е уметност и е, да кажам, корисна работа за секој да се занимава со музика. Сите коментари беа позитивни, беа пријатно изненадени од мојот избор да се занимавам со музика. Знаејќи дека свириш на повеќе инструменти, како што веќе кажа, дали имаш слободно време и како го исполнуваш? Да, имам слободно време, со оглед на тоа што сум ученик, после часовите сакам да го користам слободното време да вежбам, да ми биде слободното време исполнето со вежбање. Освен со музиката се занимавам со фитнес и со бодибилдинг веќе 3 години. И исто така слободното време го го поминувам со своите најблиски, сакам да го исполнам за исто вежбање на тапани, вежбање на инструменти. Некогаш знам и да играм и компјутерски игри, меѓутоа многу поретко, за разлика од порано. Главно во слободно време со спорт се занимавам, пак тоа активно ми е исполнето слободното време. Според тебе што е најбитно да се одржи фит тело веќе кога зборуваме за вежбање? Тоа е често поставувано прашање од многу луѓе. Гледано од аспект на фитнес и бодибилдинг, можам да искористам оваа прилика да кажам дека за разлика од сите спортови е бара најголема дисциплина бодибилдингот и фитнесот, затоа што споредено да земеме еден пример кошаркар, јас порано мислам го играв тој спорт, не е бара толку голема жртва и толку голема дисциплина колку што бара бодибилдингот, значи и ментална и физичка дисциплина. Потребно за фит тело би ја ставил исхраната на прво место. Тоа би го слушнале од секој кој што се занимава со фитнес и со бодибилдинг, ќе ви го каже истото, односно исхраната секогаш е на прво место. Ако имате добра избалансирана исхрана, тренингот и да не е како што треба, верувам дека односно докажано е дека ќе имате добро и фит тело ако исхраната е на прво место и главно се фокусираме на исхраната. Според мене тоа е нешто најбитно за одржување на фит и на прво место здраво тело. Како за крај да ни кажеш уште кои се твоите планови за воиднина и поврзани со музиката и со фитнесот? Моите планови за воиднина поврзани со музиката, планирам да основам бенд. Во таа сфера планирам и да настапувам доколку ми се пружи прилика заедно со мојот бенд кој што ќе го основам сигурно во иднина. Во однос на фитнес и бодибилдингот планирам да излезам на моето прво надпреварување наредната година, ако излезе се како што треба. Тоа е надпреварување што се одржува во Скопје. Се надевам дека ќе биде се како што треба. Мислам, тоа се моите планови. Мислам дека е време, пошто веќе 3 години се занимавам со фитнес и бодибилдинг, сакам да се истестирам себе си и да пробам да излезам на едно такво надпреварување, па да видам што можам да постигнем. А во сферата на музиката секако планирам настапи, па дури авторска музика понатаму, кој знае. Тоа беше Александар Василевски, млад музичар од Прилеп. Ви благодарам уште еднаш на поканата, мило ми беше што гостував во вашата емисија. Во денешната мисија со нас е уште еден млад гитарист, Андреј Гиновски. Добре дојде, Андреј, ти благодарам што ја прифати нашата покана да гостуваш. Што ме поканивте. Андреј, кога се јави кај тебе љубовта кон музиката? Па, искрено, во споредба со моите врсници, љубовта кон гитарата кај мене се појави малце покасно, од прилика негде веќе кога почнав средно да одам, значи прва, втора година. Од прилика на 15-16 години, ја почнав да свирам па негде на средина на втора година. На кои инструменти свириш? Па свирам главно на гитара, значи електрична и акустична, и исто така свирам и тапани по потреба се вели. Кога ја доби твојата прва гитара? Мојата прва гитара ја добив од прилика
значи кога што почнав да свирам прилика негде кај втора година, ми ја купи професорот по музичко и беше акустична гитара и уште ја користам до ден денес. Кои се твоите музички идоли од кои што црпиш инспирација? Дали имаш некој омилен македонски бенд? Од македонски бендови морам да ги издвом Chromatic Point, кои се исто така прилепчани. Како прогресивен метал бенд, кои се доста сериозни музичари, сите се сега последно извадоја албум кој се вика за металските работи, што е многу добар албум. Ви препорачувам на сите да слушните. А од светски би ги одвоил пример Metallica или Judas Priest и исто така Tool, кои ми се како тие ми го оформија буквално звукот на гитара кој го. Со оглед на тоа дека покасно ти се развила желбата за да свириш на гитара, дали сам ги стекна своите вештини или имаше нечија помош одеше на часови? Па не ги стекнав сам. Значи почнав да одам уште од почетокот на музичко училиште во Матрикс од Прилеп. Со мојот професор Давид Нешковски почнав буквално од нула. Не знаев ништо да свирам и сега сме веќе 3-4 години заедно и постојано одам на часови и се надоградуваме. Дали имаш настапувано некаде? Па најмногу, мислам, само во Прилеп имам настапувано до сега. Имам настапувано овде пред сатот ни беше пример првата свирка со бендот Sounder, исто така со Crossroads, со Давид Нешковски, со професорот и со музичкото училиште од Матрикс и исто така неколку хуманитарни акустични свирки. Каква музика сакаш да свириш? Па најмногу свирам лично, пример, моја омилена музика свирам е метал музиката, но исто така свирам и блуз, рок н рол, свиравме и XU, пример. Но најмногу онака моја музика која најмногу ме исполнува е метал музиката. Дали до сега имаш сработено некој самостоен проект? Да, во последна година имам изработено 2 песни. Една ми е соло песна која се вика Vertigo, ја објавив заедно со една 3D анимација и исто така направивме и со помош на музичкото училиште Матрикс уште една како кратка инструментална песна. Така. Затоа што си голем љубител на музиката, како ја гледаш иднината на метал музиката во Македонија? Па искрено во Македонија метал музиката е моментално онака underground што се вели, ама мислам дека и тоа е добро така да остане, иако добро е и луѓе да дознаваат повеќе. Пример во последниве години можам да речам дека многу повеќе се слуша по алтернативна музика во споредба со претходно. Андре, која мелодија никогаш не можеш да престанеш да свириш? На која песна постојано се навраќаш? Морам да ја кажам Painkiller од Judas Priest, која ми е онака песна која буквално кога ќе слушнам ме тера да ја земам само гитарата и да ја свирам. Уште онака ја проучувам песнава постепено и пробувам да ја научам. И тоа е тоа. Значи тоа е таа песна. Освен гитарата и музиката, со што се занимаваш во слободно време? Исто така се занимавам и со 3D анимација, со 3D скулптање, моделирање и сега студирам исто така и гейм дизајн. Колку е развиено 3D геймерското дизајнирање кај нас? Па во Македонија досега беше не толку застапено колку што е во последниве години, значи некако сега почнаа да се јавуваат повеќе и училишта за тоа, а и повеќе интерес од младите, посебно со зголемување на технологијата во последниве години. Мислам дека е многу и полесно моментално секој да научи 3D и од дома. Порано, пример, беше
мораш да имаш не знам каков си компјутер, не знам каква си опрема за да направиш 3D скапи програми. Сега е многу лесно и многу едноставно секој да почне и да го работи тоа, па можам да речем дека е многу застапено во последно време. Така. Да се вратиме на музиката сега, дали имаш некои планови во иднина што може следно да очекуваме од те? Последно, како што се ослободува малку и пандемијава, очекуваме свирки, барем акустични да речеме за почеток, па понатаму се надаваме и да се направат и некои поголеми. Исто така со музичкото училиште исто така изгледа се спрема нешто, уште е во фаза на спремање, така да не откривам ништо. И се надевам за уште неколку соло песни. Дали во Македонија има поддршка за младите музичари да се промовираат? Па не можам да кажам за цела држава, ама пример за Прилеп морам да кажам дека многу деца излегоја во последниве години, дури анака беа само неколку гитаристи во градов, сега се стотици, анака многу има нови млади деца што сака да свира музика и со помош на пример и со училишта или сами дома, пример многу поиќе се прошири музиката. Значи сепак кај нас има голем интерес за да, посебно во музиката. Прилеп, да. Како за крај, која е твојата порака до младите и до нашите гледачи? Порака до младите е да се забавуваат како прво и да се забавуваат во тоа што го прават. Се што прават да им биде одделна забава и пример да речеме да ако работат нешто во иднина, да го работат тоа од забава и од љубов, заради тоа што ако го правиш од љубов и од забава не е работа на крај на денот. Андреј, уште еднаш ти благодарам што прифати нашата Фала, покана и ова беше интервјуто со Андреј Гиновски.